колку се важни здравите навики, колку е важно правилно да се храниш, правилно да живееш така, и правилно на тебе да сакам да го оставам тоа. Правилно да ги избираме вистинските намирници, да си даваме дополнителна сила и енергија и доколку тоа заедно успееме некако со вежбањето да ни биде дел од нашите животни, дневни навики, сме го постигнале, сме на правиот пат и сме го постигнале успехот. Верувајте, на оваа тема верувам дека ќе ме поддржи тренерот со кој што ќе разговара Мартин. Мартин, вниманието е кај тебе. Со внимание те слушаме. Благодарам, Јована. Токму така, кои се придобивките од вежбањето и кој е правилниот начин на исхрана? Ова утро разговараме со фитнес тренерот Хари Личина. Хари, добро утро и добре дојдовте во Македонија на утро. За почеток, колку луѓето во Македонија внимаваат на себе и на своето тело? Добро утро, благодарам на поканата. Да речеме дека во Македонија има една граница од 20 до 35 години што внимаваат повеќе на исхраната и тоа највеќе се води по нашите лоши навики. Ние немаме многу, да кажеме, напредна култура за вежбање, ниту фитнесот ни е многу напреден во другите градови, ете само во Скопје е. Но напредуваме во таа цел и јас се надевам дека ќе биде уште подобро во иднина. Еден од најголемите проблеми е токму дебелината, особено кај младите. Кажете ми, која е причината за појава на гојазност кај младата популација? Гојазноста е преголема, затоа што нашиот животен стил е седечки, највише седечки ради технологијата, ради достапноста, ради сите тие работи. Недоволни информации кај постарите луѓе, затоа и тие генерации што доаѓаат немаат доволна едукација, затоа што и нашиот образовен систем не информира за здрава исхрана, за здраво тело и колку тоа ќе не потикнува да имаме еден убав и здрав живот. Пред почетокот на разговорот зборувавме за тоа дека не е проблем вежбањето, туку поголем проблем представува одржувањето, односно исхраната. Каква исхрана препорачувате како фитнес тренер за оние кои вежбаат? Балансирана исхрана најважно, со содржина на протеини, како пример што доаѓаат од извори од јајца, од пилешко месо, јаглехидрати и здрави масти за баланс на хормоните наши. Кажете ми, како фитнес тренер, како ги мотивирате тие што вежбаат? Прво ги мотивирам со тоа што и јас сакам да бидам секогаш во најдобра можна форма, затоа што сакам да давам пример дека може и он да го направи тоа. И разновиден тренинг, реални цели, за да има резултати барем видливи од 6 до 9 недели, за да се види, за да ми верува во еден начин, не е само да биде вежбаме и тие работи. Така, 6 до 9 недели воопшто и не е голем период за да се прикажат резултатите кај некој што вежба. Хари, за крај на овој наш разговор, која е вашата порака до сите оние кои што размислуваат да почнат да вежбаат или пак што вежбаат воопшто? Да почнат да вежбаат, да не бидат исплашени од било каков предизвик, затоа што само може да си направат едно добро за себе, за иднина и да бидат само подобри, да само доорва и се тие работи. Така, ви благодарам за гостувањето во Македонија на утро. Разговаравме со Хари Личина, фитнес тренер, за придобивките од вежбањето и правилниот начин на исхрана за оние кои вежбаат, но исто така и за временската рамка кога се видливи резултатите за оние што почнуваат да вежбаат. Студио?